Расте бројот на малигни заболувања, особено кај младата популација. Бројот на прегледи поврзани со малигни заболувања во истокот достигнува и до 4000 годишно, што јасно укажува на зголемена инциденца на овие болести. Според онкологот Марија Караколевска-Илова, најчести се карциномите на дојка, бели дробови и дигестивниот тракт. Особено алармантен е трендот на појавата на карцином кај се помладата популација. Возрастната граница постојано се спушта, што дополнително ја зголемува потребата од навремена дијагностика и превенција. Ако го земеме фактот дека прегледи кои што се остварени на годишно ниво се движат околу 4000 прегледи, значи јасно е дека инциденцата на малигните заболувања е во пораст. Во однос на локализациите, најчесто се тоа карциноми на дојка, карциномите на бели дробови, на дигестивниот тракт, значи на колонот, и загрижувачки е фактот дека е во пораст и малигниот меланом на кожата, најверојатно поради недоволната заштита од сонцето. Значи инциденцата и на млади пациенти за жал се зголемува, односно се намалува возрастната граница во однос на појавата на сите типови на карциноми, неоделни. Меѓутоа, инциденцата да се зголемува, но и преваленцата, значи тоа е бројот на сите заболени се зголемува, а тоа е така и е во позитивна смисла во однос дека имаме напредок и во лекувањето кај овие заболувања, па имаме и продолжување на животот кај овие пациенти. Караколевска-Илова рече дека во земјава треба се уште да се работи на свеста на превенцијата, како и на свеста за следење на скрининг програмите кои се воведени во државата. Сега можам да кажам дека се уште во нашата земја треба да се поработи на свеста за превенција, како и на свеста за следење на скрининг програмите, кои што веќе се воведени во нашата земја во однос на карцином на дојка, на цервикален карцином, на карцином на колон. Значи, тука треба да работи примарната здравствена заштита, да се подигне свеста и значењето на скрининг програмите, бидејќи тоа се програми за да токму се дијагностицира карциномот, да се фати во најраниот стадиум, кога и изликувањето е 90%. Значи, нас и во тие 100.000, да речеме, пациенти опфатени со скрининг програмата, и еден пациент да се фати во ран стадиум е 100% за тој еден пациент. Добро прашање, значи населението мора да биде и едуцирано, здравствено едуцирано, кои се тие првични симптоми кои што би укажувале дека станува збор за некое малигно заболување. Според Караколевска-Илова, работата на примарната здравствена заштита е да зборува за симптомите, но таа останува децидна дека се потребни чести контролни прегледи.